Сакам да го поздравам нашиот брат Трајан Атанасовски од Егејска Македонија, меѓутоа живее во Русија. Трајан Анастасовски, поздрав брат, да си здрав и жив. Почитувани слушатели, го пренесуваме овој вториот дел и преку социјалните мрежи, преку Фејсбукот. Ќе правам пак уште еднаш обид за додека не се научам како што треба да работам, да раководам со техниката на Zoom и на овие другите апликации што се на Фејсбукот и така натаму. Затоа, ако нешто дојде до некоја грешка, ќе ми простите, како и досега што сте ми простувале за моите грешки. Пак денес сакав да го искористам моментумот, почитувани слушатели, околу прославата на 140 годишнината, односно на 151 годишнината. Треба се сконцентрирам малку повеќе, паметот ми лета насекаде. Раѓањето на нашиот великан Гоце Делчев. Имено во последните
4-5 години, знаете вие, дека се формира две комисии, едната од бугарска страна, другата од северна дивотворба. Од северната дивотворба, знаете, таа комисија дека е предавничка, дека е распродаде нашата историја. И сега запна коската во грлото од рибата, кај нашиот великан Гоце Делчев, нашиот учител, нашиот револуционер, нашиот апостол, нашето се, сакам да кажам, во најновата историја, со Александар Македонски од античкото време и сега во поновата историја на македонскиот народ, кој има историја долга 2-3 илјади години повеќе и така натаму, но не имаме или не сме имале храброст тоа да го кажуваме, да го пишуваме, дека нашата историја е богата, дека ние сме народ со богата и најстара цивилизација, најстара култура, традиции и обичаи. Она што Европа и соседните држави ги боли е токму античкиот дел од македонската историја. Знаеме ние дека нашето потекло е од времето од пред Александар и неговиот татко Филип, па Аминта, па и другите кралеви кои раководеле со Македонија. Немаат никаква заедничка врска со античките градови на грците, Атина, Теба, Коринт и спартанците, Спарта и така натаму. Немаат никаква врска, тие биле друг народ, ние сме биле друг народ, тие имале друго политичко општествено уредување, Македонија и македонците имале кралство, овие имале некаква демократија која се прикажува во светот колевка на демократијата и нека им биде, ние ќе ја почитуваме, меѓутоа треба да не почитуваат и тие заедно со нашата античка историја. Ете, како еден пример ќе кажам дека сега Фиданка спомна во Живојно веќе е пронајдена антички артефакти се пронајдени и така натаму, но што друго што сакам да кажам дека до мене, до нашето село Оптичари, и сите оптичарци битолчани знаат, битолчанци, па и целиот свет знае дека до нас е тука Хераклеја од античко време и не можат тие така да кажат дека ние сме дошле со цевки, со пливање преку Дунав или пак најновото ова што е бугарската пропаганда е дека ние сме народ создаден преку ноќ, 45-та година, со признавањето на Тито, на македонскиот народ. Јас сакам да ги запрашам и бугарите, и грците, и албанците, и србите, и либанците, и египјаните, и сите тие, што беа во време на 550 или 600 години робство, кога Турција раководеше, Отоманската империја со нив раководеше. Што беа тие? Беа турци, наједнаш грците после 1830 година станаа грци, албанците станаа албанци 1912 година со создавањето на нивната држава од страна на Австрија. Грција создадоа исто така германците и англичаните. Бугарите, знаеме, русите ги создадоа со Сан-Стефанска Бугарија, потоа земаја кралеви, цареви од, како што е Фердинанд I од Германија. Германци се тие, исто цар Борис III германец кој направи голема штета со фашистичкиот режим во Бугарија. Но сега еве тој тие велат дека цар Борис бил добротвор, дека ги спасил евреите. И да не ширам многу, почитувани слушатели, само сакам во кратки црти да кажам дека цивилизацијата се состои, македонската цивилизација се состои од античкиот дел на историјата на македонскиот народ, потоа
тука е христијанството, верата, апостол Павле и другите. Христијанството од Македонија се шири нагоре, не оди надолу. Не дошол апостол Павле ниту во Грција, ниту во Бугарија, ниту во Албанија, ниту пак во Србија, токму дошол во Македонија. Другата точка, број 3, е правото, Јустинијана, црквата, исто така. Тие болонското право и римското право го шират, да потиснат се што е македонско. Значи, тоа е број 3. Број 4 е од нашата цивилизација, од македонската цивилизација, е писменоста во Европа. Светите Кирил и Методија ја проширија писменоста и од Македонија отиде нагоре, на север. Значи, не отиде надолу. Европа не се описмени од англичаните, Европа не се описмени од германците или од римјаните, се описмени од македонците. Писмото и азбуката беше, и сакам тука да не мешате зборување на јазиците и писменоста. Значи, писменоста е изразување со писмо. А државите или народите кои го прифатиле тоа писмо, имале ист јазик или сличен јазик на македонскиот јазик, уште од старо време. Тоа значи е број 4, рековме историјата, христијанството, потоа Јустинијана прима, број 4 се светите Кирил и Методија, и број 5 од македонската цивилизација која е украдена. Денес е украдена, ние ништо не можеме да ја одбраниме, меѓутоа ќе ја браниме колку што можеме. 5-тиот дел од македонската стара цивилизација се светите Климент и Наум Охридски, образованието. Значи, број 5 е образованието. Прв универзитет во Европа се смета дека е Охридскиот универзитет, не дека се смета, туку тоа е така. Но Европа и европската пропаганда не им одговара на нив овие 5 цела рака што ги наброев, тие сите се македонски, не се, некој ќе речи претерувам, меѓутоа јас ве охрабрувам, и историчари, и јазичари, и лингвистичари, и од литературата, и писатели, и така натаму, и свештеници, и владици, и патрици, да се држиме за овие столбови, 5 столбови на македонската цивилизација, затоа што никој ја нема оваа цивилизација. И ништо не кажав напамет јас, и ништо не е туѓо од ова што го кажав. Сето е наше, комплетно македонско. Македонско е тоа и треба да го браниме, наместо ние да го рушиме знамето ова што е позади нас. Оти во светот има повеќе држави кои го користат сонцето. Исто така во светот има повеќе држави кои за символ го имаат орелот. Ете го орелот српски и орелот албански се исти. И русите го користат орелот. Сега, значи, тие треба да се забрануваат една со друга. Имаме држава во Америка, Џорџија, што се вика, имаме држава во азискиот дел Џорџија, што се вика. Значи, тие ќе немаат право да го имат тоа име, ако американците направат како што ни направија на нас, да го смениме името заради Грција. Не е името во прашање, беше во прашање цивилизацијата, што ја кажав пред малку. И сега сакам да дојдам до поентата и не би сакал многу да зборувам. Сакам да дојдам до поентата. Не знам дали ќе успеам со ова да го прикажам видеото тука, да го споделам со вас, или пак ќе го пуштам и преку
Може да го слушате, почитувани слушатели. Отговорете ми! Отговорете ми, бе, моля! Може ли да отговорите, македонците за вас постоят ли во Бугарија или не? Во Пиринска Македонија постоят македонци. Браво! Отговорете ми, бе, моля! Отговори! Човек! Може ли да отговорите, македонците за вас? Браво! Odgovori čovek na čovek. Ne Tito da nas, ko je to Tito da nas da li dade? Pravo, da vidimo ljudje, da vidimo makedonci, oni ste gire, da ga ne girite. Odgovori. Ja sam Makedonec, nisam uredu, nisam znam, to se delite, deka mora. Ете, тоа, почитувани слушатели, јас ќе го пуштам уште еднаш, многу е интересно ова видео, како што ви кажав, многу е интересно. Македонец е човекот кој на гробот на Гоце Делчев ја застана делегацијата на бугарската делегација и слушате што им кажува. Еве ќе го пуштам уште еднаш. Само за момент ќе ве молам. За вас постоят ли во Бугарија или во Пиринска? Браво! Да или не? Odgovori čovek na čovek. Ne Tito da nas, ko je to Tito da nas da li dade? Pravo, da vidimo ljudje, da vidimo makedonci, oni ste gire, da ga ne girite. Odgovori. Ja sam Makedonec, nisam uredu, nisam znam, to se delite, deka mora. Да, почитувани слушатели, ова што го кажува нашиот македонец, не му го знам името за жал, ја спречи бугарската делегација да положи венец на гробот на Гоце Делчев, меѓутоа ова се случува некаде пред големите национални предавства на македонскиот народ и Македонија од страна на Зоран Заев, СДСМ и албанските политички партии со договорот така наречен добрососедски, но еве до кај стигнавме. Мојата поента беше, сакам да испратам оваа поента, односно оваа прашање да се запрашаат бугарите и оние кои форсираат Гоце Делчев да се чествува заеднички. Дали, еве сакам да прашам, јас ќе се правам налудничав, дали во Бугарија имаше Гоце Делчев гроб? Дали неговите коски мошти беа положени во Софија или пак дали беа во некои историски знаменитости положени коските на Гоце Делчев од страна на бугарските власти, така сега рипаат како да им гори задникот, како да им е запален задникот. Гоце Делчев бил
бугарски човек, односно бил бугарин, па војувал и работел за бугарската кауза и за Бугарија, во така пишувало во писмата од Гоце Делчев. Но од Гоце Делчев ништо нема во Бугарија. Ако го знаеме фактот дека еве и ден денес Бугарија направи анкета на кое место бугарскиот народ го рангира Гоце Делчев, на листата на приоритетните личности Гоце Делчев се наоѓа дури на 52-то или 54-то место, дури подолу и од фудбалерот Стоичков, Христо Стоичков и некои други личности. И замислете еве сега до каде стигнавме на политичко ниво, од личности недоквакани, од личности незрели, зелени, дали тоа биле историчари, дали биле тоа новинари, дали се тоа, мислам, слободно ќе ги наречам зелени, слободно ќе ве наречам јагуриња. Јагурина знаете што е, јагурина е грозје кое е недозрено и е многу кисело кога ќе го касниш. Така и ние кога ве читаме вас, кога ве слушаме, кога давате изјави за Гоце Делчев, за некаква заедничка историја, за некаков соживот со бугарите, ќе живееме добрососедски, ќе славиме. Не можеме да славиме ние со бугарите, не можеме ние да имаме заедничка историја. Јас ги кажав нашите 5 постулати на македонската историја. Ги кажав, јас, еве Гоце Панговски ме подсетува од Македонија, од Америка, дека за моштите на Гоце Делчев и она негова изрека или на илинденците изреката дека моите коски, моите мошти сакам да бидат однесени и погребани во главниот град на слободна Македонија, на столицата, како што велат българите. И тоа се сторе, значи желбата му исполна, илинденците. И тука, бидејќи еве Гоце ме подсети, ајде уште збор два да кажам дека во Бугарија нема гроб. Ајде ќе прашувам, може грешам, нека ме коригираат. Во Бугарија немало гроб, не бил Гоце Делчев погребан. Јас сум зборувал за патешествието на коските на Гоце Делчев од 1903 година па до 22 година, кога ги однесоа во клубот, македонскиот клуб на илинденците, и таму останаа коските до 46 година во тоа ковчежето, сега не ми текнува како се вика, не ми доаѓа на памет, често пати вакви работи ми се случуваат, но тоа е кога зборувам, кога не е запишано. Артефагот, на артефагот пишува дека коските да се погребаат во столицата на слободна Македонија. Исполнета му е желбата на Гоце Делчев и сега еве гледате до кој степен сме дојдени. Џамбаски се Гоце, го благодарам многу. Моштите на Гоце Делчев, како што сум кажувал и порано, уште еднаш ќе му се заблагодарам на Гоце Панговски, дека моштите на Гоце Делчев беа чувани во клубот на македонците, на илинденците во Софија, и ако им значеше нешто на бугарите, тие ќе направеа споменик повисок од на Левски, повисок од на Ботев, повисок од на Фердинанд, на цар Борис III и не знам кои други нивни значајни и видни, невидни личности. Меѓутоа, Гоце Делчев ги има ставено тие некаде на опашката, а за нас Гоце Делчев, знаете, е апостол. За нас Гоце Делчев е све. Затоа што ние сме Гоце Делчев. И сега тие сакаат да го прославуваат или па на четврти ќе доаѓале илјадници организирани идиоти од Бугарија со знамења бугарски, со провокации. Меѓу истите дознаваме дека ќе има и личности кои ќе предизвикуваат и инциденти.
со македонскиот народ и на крајот што ќе излезе? Ќе излезе дека македонскиот народ ќе го јади дебелиот стап, полицијата со пендраците ќе ги пуштат да ги тепаат македонците, а бугарите ќе ги испратат со автобуси наручани, навечерани да си одат назад дома. Меѓутоа, нашата порака е да се преполни дворот на Свети Спас, на храмот Свети Спас, каде што е и гробот на нашиот великан Гоце Делчев, и не само дворот на Свети Спас, туку како што рече и Тодор Петров, морам да го спомнам, дека од Петров излезе оваа идеја, стотици, десетици илјади, ако не стотици илјади, барем да, ако има 20.000 македонци кои ќе бидат на плоштадот Македонија и преку мостот кај црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев, па кој може да дојде? Нема ни да дојде ни до Тепачка, нема ни да дојде до Кавги, нема ни да дојде до Резилоци, како што сакаат тие да направат, да предизвикаат гнасотилоци и да не направат нас уште еднаш дека ние сме тие кои правиме Кавги, кои не сме добрососеди, не сме добри, не ги оставаме да положат венец. Меѓутоа, вие се сеќавате Џамбаски таму со ВМРО-то нивно на Џамбаски и на овај влавот, нели не оставија да положиме цвеќе, свежо цвеќе и венци во Благоевград. Истото треба да му се врати, па уште повеќе што Џамбаски се најави дека ќе направи атентат врз председателот на Северна, иако полицијата тоа не го земи во предвид јавна закана на Џамбаски да го убие председателот Стево Пендаровски, тогаш не знам што ќе се стори. Исто така имаме и други закани од бугарските организации дека ќе дојдат со секакви надписи, со секакви знамења и дека ќе влезат во дворот на црквата Свети Спас и ќе го окупираат гробот на Гоце Делчев, за да не можат македонците да имаат пристап, и ако се дојде до инциденти, до тепачки или други настани, тогаш знаете дека ќе бидат одговорни властите во Република Македонија, институциите во Република Македонија, што разузнавачите исто така не го зедоа во предвид сето ова што се случува. Знаете дека тепачка стана во Охрид, па со воен авион дојдоа, го зедоа предавникот од Охрид, го однесоа во Софија, сега го лечат. Вчера најново е што Бугарија го повлече амбасадорот Стоилов, мислам се презива, во Бугарија и ги прекина контактите и врските за преговори. Најверојатно и таа е најубавата вест што можеме да ја кажеме, дженем нека фатат, ниту ни требаат, ниту им требаме, ниту зависат од нас, па ниту ние зависиме од нив. Нека си слават, нека направат илјадници споменици од Гоце Делчев од Пиринска Македонија, па таму до Бургас, до низ Софија, низ по патиштата на секаде, но нас да не остават на мир. Тоа што си е наше и никој не им припаѓа, а тие позади таму во границата можат да направат споменици колку сакаат од Гоце Делчев и воопшто ние не се лутиме од тоа. И за тоа, почитувани слушатели, уште еднаш ќе испратиме порака од нас, од овде, од Австралија, да не им се попушти на тие идиоти кои ќе дојдат, кои ќе предизвикаат, се со намера да предизвикаат големи инциденти, со што ќе бидеме нападнати ние како народ и како ќе бидеме представени како некое диво племе. Затоа властите не смеат да дозволат, а пак нашите организации треба да бидат спремни за прославата на Гоце Делчев, затоа што ќе подлежат на казни, ќе подлежат на тепање. Знаеме дека се осили, се сили полицијата на Северна Македонија кога станува збор за македонците. Ако е за некој друг, тие ќе го галат и ќе го мазнат.
Уште еднаш поздрав до сите вас, почитувани слушатели, и вие на социјалните мрежи кои ме следите. Држете се добро, да се држиме здраво сите заедно, од каде да сме. Еве братот Трајан Анастасовски од Егејскиот дел живее протерано како дете бегалец од Русија, редовно се јавува, редовно се комуницираме и сите треба да сме заедно. Гоце Делчев е наш. Ако сакаат да одат за роден ден од 151 година на Гоце Делчев да положат венци, нека одат во Кукуш. Нека одат таму каде што е роден, во куќата кај што му е на Гоце Делчев, Бугарија, некој нека положи свежо цвеќе таму што бара во Скопје и Свети Спас. До слушање и до гледање од мене. До следната емисија.